функционер. Но знаете ли зашто го викаат Рацин? Не. Јас знам. Го викаат по својата сакана Рахилка Фирпова Раца. Така е. Па зарем има поубава инспирација за пишување од љубовта? Знаете ли ова тука што е пред нас? Да, јас мислам дека знам. Ова е некое археолошко место. Така е. Ова пред нас е античко стоби. Античко стоби? Па ние во Прага си имаме стоби. Јас и Бисерче многу често јадеме од него. Далече, кај се видело камења да се јадат? Ова се остатоци од стоби. Остатоци? Сакате да кажете дека јас и Бисера јадеме некакви остатоци, грицкави, вкусни, сладки, со вкус на кикирики? Куферко, ти ми зборуваш за смолките стоби, а јас ти зборувам за античкиот град Стоби. На добро што ви е. Научи ти за античкиот град Стоби. А во целата таа несреќа беше среќа што мојата тага се претопи преку вкусната велешка пастрамајлија и јадев толку брзо, што додека ако бев на некој надпревар за брзо јадење, ќе го срушев новиот светски рекорд. Куферко! Куферко, гледам дека тебе на ова патување многу добро те хранеле. Ако продолжиш вака, мислам дека ќе треба да повнимаваш на твојата линија. Бисерче, немој ти да се грижиш за мојата линија. Јас имам многу џепчиња и многу патентчиња. Секој што берам во мене. А од тука се упативме кон Тетово, каде на Куферко најмногу му се допадна легендата за градот. Нели, Куферко? Да, многу ми се допадна змиската легенда за храбриот Тето. Раскажете ми и на мене, ве молам! Не повторно, кога ја волите, не! Во непосредна близина на градот, меѓу двата рида, живеела голема змија. Од која се плашеле сите, никој не се осмелувал да и се спротивстави на страшната зверка. Па се разбира дека никој кој будала би сакал да си има работа со змии. Излегол само храбриот Тето. Да, излегол. Затоа е легенда, а не е вистински настан. Еден ден, наоружан, качен на својот брзоно кон, Тето се упатил кон опасното место. Кога пристигнал, се појавила змијата и му го попречила патот. Да, избегал и почнал да трча толку брзо, што петиците му мавеле в газ. Како да не? Тето не се уплашил, го обтегнал лакот и со една стрела ја погодил зверката. Змијата почнала да испушта страшни извици со својот глас. Ако не престанете со страшнава легенда, јас ќе испуштам уште пострашни крици од змијава. Разлутена таа со голема брзина се упатила кон него, но Тето бил бестрашен. Кога влекачот се доближил до него, тој замавнал со остриот и шилест меч и ја совладал страшната змија. Така биле ослободени луѓето од опасната зверка. Овој храбриот Тето и мене ме спаси од страшнава легенда. Од тогаш, местото во чест на храбриот Тето го нарекле Тетово. А посетивте ли вие некои интересни места? Да, секако дека посетивме. Што? Ја посетивме преубавата џамија, шарената џамија. И еве не пред шарената џамија. Сега ќе ве запознам со еден мој стар пријател, кој е главно свештено лице во џамијата. Аги! Здраво! Добро дојдовте, драги пријатели, во нашето убаво Тетово. Добро е најдокања. Инак, јас сум почета Аги. Во моментот ќе треба да ја одржавам попладневната молитва. Затоа ќе ми се извинете, јас ќе морам да влезам во џамија, а вие останете ми здрави. Пријатно! Ако ќе се присетам, дедо, на тетовските јаволчиња. Дечки, ајде, ланч тајм, време е за ручек. И така дојде ред да си ја вратиме силата преку неколку порции тетовско тавче гравче. Но во тој момент најмногу ми фалеше Бисерче за заедно да си јадеме од гравчето. Но мора да ви кажам една тајна. Кога јадеме тавче гравче, јас и Бисера преферираме да спиеме о различни сонови.
И па поради подобар квалитет на воздухот, знаете. Значи, после ручекот две работи била јасна. Првата работа е дека никој не смел да припари во собата на куфер. Да, тоа е првата работа. А втората работа е дека никакви змии, цверови не би се смеале да влезат во собата на куфер кога после изедено толку многу тавче гравче. Тој можел мирно да се одмори од своето патување. Да. Откако ноќта поминавме во еден од најубавите хотели во градот, нашата следна дестинација беше градот Охрид. Да, а кон Охрид го посетивме Мавровското езеро. Да. Имавме прилика и да го посетиме преубавниот манастир Свети Никола Летен. Погледнете. Чекајте, јас да видам. Дојди писарче, види. Да. Колку е Много е убаво. убаво. Да. Ќе одиме пак. Ќе одиме заедно куферко овој пат, не? Да, дефинитивно. Сака некој да дојде со нас? Деца, сакате? Браво, одиме. Еден пат сите заедно. Но, да ви кажам нешто. Во Маврово имав прилика да запознам нови пријателчиња. На вистина куферче? Да. Да. Куферко имаше прилика да се запознае со крволончната риска и опасниот по живот чар. Но да не должиме многу, учивајте во приказна. Сега ќе навлеземе во длабока шума. Предлагам да се држиме еден за друг, за да не се изгубиме. Во ред. Добро. Ме разбравте? Да. Разбрав. Сигурно? Да. Да. Тогаш ајде да тргнеме. Ајде. Полека. Ајде. Куферко, застани, то ни се страшило. Тие се наши пријатели. Не, тоа се Кристина и Шарко, не плаши се. Куферко, не плаши се. Ние навистина сме пријателски настроени кон сите оние што се добри со нас. Ау, нема потреба од паника. Здраво, Христина. Јас сум Куферко, светскиот патник од Македонија. Јас сум Кристина и сум од родот на мачки и сум национален символ на Македонија. Знаеш што? Ме има на монетата од 5 денари. И јас сум многу редоквит. И токму затоа ловчиите не смеат да ме заловуваат. А ова е Шарко. Тој е куќишар планинец, мој верен пријател и заштитник. Здраво, другар Шарко. Како си? Здраво, Куферко, драго ми. Шарко е со мене во добро и во зло. Мои драги Ристина и Шарко, многу ми е драго што ве запознав. Но сега мора да се збогуваме. Јас морам да одам. Збогувам. Кристина и Шарко, останете ми во добро здравје. Ќе се видиме некој нареден пат. Довидување. Добро. А ние патот ќе го продолжиме кон Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител. Си замина. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да биде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. И те молам, на крајот од ова патување, да си ја најдам моја бисерче. Амин. Колку е убаво и смирувачки тука во храмот. Ќе си постојам уште малку, да си ја одморам душичкава.
Откако го посетивме Бигорскиот манастир, тргнавме кон Струга. Ајде, Куферко, друга. Ајде! Подготвен си? Одиме. Што ти е, Куферко, да не ти е добро? Зошто не би ми било добро, не ме разбирам? Па бидејќи побара вода. Не, веле вода, го видов езерото, тоа значи ке има капење, збогом корештини. Капење дури за 1 час, кога ќе стигнеме во хотел. Ајде да продолжиме. И цак-цак, стигнавме во Струга, среде бел ден, а не во мрак. Може би нема да уживаме во капењето, но ќе уживаме во гледањето на струшките моми. Не, сакам да кажам, ќе уживаме во изучувањето на струшките културно-историски споменици. Друго што посетив до зуба, пливавте? Да. Роберче, дали се сеќаваш на стиховите? Дајте ми крилја јас да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места јас да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Бистро езеро гледаш белин или од ветар сино темне, поле погледнеш или планина, сегде Божева е хубавина. Се сеќаваш, Куперко? Да, ја знам наизуст. Браво, внучке. Покрај браќата Миладиновци, Струга исто така е познат и по струшките вечери на поезијата, каде учество земаат најпознатите поетски миња од светот. Баш тука во Струга. Така е. Но јас на Куферко кога му спомнав за струшките вечери, тој ме натера да го носам на струшки ручеци. Знаете зошто? Затоа што бил многу гладен. Гладен, Куперче, но сигурна сум дека после ручекот отидовте во Охрид. Па тој е мојот омилен македонски град, јас би можела постојано да одам таму и по целиот ден да се бањам во езерото. Да, Бисерче, и мојот омилен град. Но да ви знаете како го нарекуваат уште Охрид? Не. Не знаете? Не. Македонскиот Ерусалим. А зошто? Затоа што во Охрид има 365 цркви. По една црква за секој ден од годината. А ја знаете ли легендата за Охрид? Знае некој од вас? Не. Како го добил Охрид името? Сега ќе ви кажам. Кога царот Истека заедно со својата царица се скачувал вака по ридовите, наеднаш извикал: Охрид! Односно, колку убав рид. Ете така Охрид го добил името. И јас тврдам дека тој не рекол Охрид, затоа што му се видел многу убав градот, туку затоа што се изморил качувајќи се по ридовите. Истото ми се случи на мене, додека дојдов до целта кон Самуиловата тврдина. Абе, пуша да ми нос ми излезе. Куферко, доста се шалиш. Ај кажи како стигнавме во Светинао. Ајде да ти видам. Од билјанините извори, од левата страна на патот, ги видовте ви хотелите? Да. Ги видовте добро. Потоа влеговте во Пештани? Да. И продолживте кон градиште, така? Да. Е, одлично. И цак, одеднаш пред нас се појави знак, а на него пишуваше Музеј на вода, заливот на коските. Заливот на коските? Дедо, и таму да одиме. Ќе одиме, внучка, нема да стаса пенсијата, ќе одиме, ајде, добро. Слушајте, и цак, одеднаш од знакот однема трак. И тогаш Куверка го праша туристичкиот водич. А кога ќе се бањаме? Слободна проценка за најмногу 1 час. 1 час? Но тоа се 60 минути или пак 3600 секунди, Бога молите. Јас мислев дека ќе биде одмah. Цак. Ето сега јас се ручам. Не може. Но парна. Време, не се срамите. Нека чека Куферко. Иле.
Ќе обичнам ја. Ќе да се најда до подмаца каде шета. Куферко! Да, Подготвен ли си? spremen. Ајде да тргнеме. Ajde, hodime. Да.